Наместо букети цвеќиња, полни кеси со отпадоци и наместо чиста природа, ѓубре на сите страни. Ваква беше првичната слика на една од неколкуте точки на денешната волонтерско-еколошка активност на членовите на платформата Пријателите на Шара. 30 на незини активисти со гумени ракавици и големи кеси беа дојдени во природа, чистеа одредени места на Шара, каде граѓаните доаѓаат на излет. Пораката е едногласна, да се зачува незината убавина и да се покаже како таа треба да изгледа кога би се подигнала свеста кај луѓето. Најзначајно нешто за тетово е Шара. И за вода да запиење секогаш очите ни се перне на кај Шара. Кога ни е ладно, па очите ни се перне на кај Шара. Сега треба повеќе да вложиме во Шара. Ова е една символична активност на организацијата, така наречена иницијативата за спас на Попова шапка, каде што тука сме во една точка каде што сме дошле да чистиме некои предели и даваме порака дека природата не треба да се чисти само еден ден, значи треба да се зачува постојано. Најголемото задоволство беше пошто ние тука најдовме голем број на сограѓани тетовчани, каде што тие секој викенд се наоѓаат тука и тие ни не поддржаа од првиот ден и ни го дадеа најголемиот супорт тука да направиме ова чистење. И секако дека ЈКП Тетово секоја недела ќе ангажира луѓе кои што ќе доаѓат да ги собират во секоја недела овие ѓубриња што ние ги собравме, значи ова слика нема да се повтори уште еднаш. Значи тоа што го најдовме тука може да се гледа слободно од сликите, значи долги месеци не поминало тука ништо да чисти. И со овие слики, со ова иницијатива, им се заблагодаруваме на сите граѓани тука кои што дадоа поддршка, на сите активисти. Посебно даваме барање и повик до ЈКП Тетово. Точката го знае каде е кај промките, така наречено свенародски кај промките, да доаѓа слободно и да ги собира ѓубрињата и да не ги имаме тука утре или задутре или во другите денови. Значи грижата на совест треба да се подигне многу. Ова е на сите нас, не е на посебно и одделни луѓе. Така да се надевам дека со вакви иницијативи ние еден ден ќе постигнеме ова да личи на нешто. А ние правиме секоја недела пикник овде. И ние сами го чистиме ово. Ама ова како што се видел денеска, ово не бил никогаш. Никогаш не можеш да замислиш како беше денеска ово со прљаво све. Највише што има најлони кесиња, што едат, што пијат, фрлени шишиња. И сега ово, ако не се поддржава од наша страна, од народот, како што се зема иницијатива, да се брани ово шарпланинско месо, ово ќе пропадне за една година или две. Например, скандинавци да ни дојдат или швајцарците овде да ни дојдат, тие ќе се чудат со нас, какви луѓе ние сме. Туека едемо, туека фрлиме. Моменталната состојба на Шарпланина е многу лоша. Има еден куп диви депонии, помали депонии, поголеми, различни, значи ѓубришта, куп ѓубришта сегде низ Шарпланина. Ние денеска одговаравме на повикот на иницијативата за спас на Попова шапка да излеземе на овој еколошки зафат активност, ова еколошка активност, значи со цел да помогнеме не само во чистењето на природата, но и во кривањето на свеста на граѓаните кои ги користат овие убави предели на Шарпланина, дека треба да ги остават чисти како што ги нашле, ако ги нашле чисти. За жал, надлежните не успеа да одговарат на ваквите предизвици. Почитувани присутни, ве повикуваме заедно да чистиме ова природна убавина. Со повикот до сите излетници, пријателите на Шара ја продолжија нивната активност и на следната станица. И таму сликата беше иста како на почетната точка. За природниот капацитет и условите кои ги нуди Шар планина, со голема носталгија зборуваше еден од поранешните директори на Попова шапка и професор по физичко образование Менан Мемеди. Попова шапка е еден од најубавите центри скијачки, спортски, рекреативни, летни и зимски центар на ниво на Македонија. Своевремено беше на ниво на Југославија, а и порано беше дури на ниво на Европа, што се однесува до скијањето. Со терените што ги има Попова шапка, ги нема во Европа. Тоа е потврдено и од стручњаците кои што се занимаваат со овој спорт. Јас имав среќа тоа да го доживеем како скијач или надпреваруваш своевремено, потоа и како тренер на Љуботен и Шкендија. И
Što se odnesува konkretno na Popova Šapka, za žal, posle 80-te godini, potočno posle 90-te godine zapostavljena skroz. Ако споредуваме Попова Шапка со Копаоник, со Маврово, со другите центри на ниво на Југославија, беше меѓу најубавите, најдобрите и со најадекватни скијачки терени, било за рекреативниот спорт, така и за натпреварувачкиот спорт. На Попова Шапка се одржува европски првенства, преку кои натпреварувачите добиваја поени за физ точки за да се натпреваруваат и во европските па и светските натпревари. Не беше потребно многу време за да се собере толку многу отпад на падините на Шар планина. Пријателите на Шара продолжија со нивната акција и во местноста Шипковички Бачила.